Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ден, почитувани гледачи, добродојдовте во Гласот на народот. Сабота, велика сабота, не преостануваше неколку часа да го одбележиме Христовото воскресението. Великден ја празнува и слави победата на животот. Празниците во православната црква се празнуваат на специфичен начин. Великден е празник со кој се слави воскресението Христово. Затоа има централно место и е најважен настан во учењето и во животот на Светата Црква. Христовата победа над смртта е победа која што Синот Божи ја издвојува за целокупното човештво и за сиот свет. Затоа, овој ден треба да се слави и одбележува исто како што се слави повторното и повторното раѓање на животот. Драги мои, денешното издание на Гласот на народот го посветуваме за празникот на празниците Воскресението, Господово. Затоа ве очекувам во најголем број денеска, како обичаено тоа милувате да го правите, да се јавите да бидете дел на ова ваша емисија. И дали Христовото воскресение ќе доносе спасение на Македонија. И мајчи факт дека Македонија е Божја творба. Тоа стои и ќе стои за веки векова. Стои 32 пати кој се најдува во Светото писмо. Ви благодарам што сте со мене во овие минути на фреквенцијата 96,0 на Радио Слободна Македонија. Ве поздравам од моје име, Слободан Томич, и од името на мојот соработник и пријател Вучков Даниел. Затоа ве оставам на убавите музики, дадени во музика која ќе речам духовна музика, дадени испејани од се срце, а тоа ќе верувам дека ќе потикне кај вас повод да се јавите на телефонот 02 3131 332. Затоа да одиме со разумната молитва, Господ да го просветли умот на сите нас која слушаме ова емисија, ова програма и ова радио. Останете со нас. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент Гласот на народот на Радио Слободна Македонија. Ја слушнавме прекрасната разумна молитва. Поздрав и до отците, браќата во манастирот Свети Јован Бигорски, каде се минуваме за некоја минута по емисијата, каде што ќе бидеме сите заедно збрани да го дочекаме Воскресението Христово. Какво е значењето на Великден? Воскресението Христово е настан кој му дава смисол на создавањето на овој свет. Великден е празник над празниците, центар на православната вера. Со доаѓањето на Великден се празнува победата на животот над смртта. Великден и празниците поврзани со него се подвижни, односно го менуваат датумот. Така, овој Великден, почитувани мои верници, македонци, православни христијани, заедно го прославуваме со нашите браќа христијани од католичката вероисповед. Еден е Бог. Пред одбележувањето на големиот христијански празник предходи 40-дневен пост. Постот предходи на Великден, но на него се надоврзува и последната седмица пред Великден, која се нарекува Страстната седмица. Таа почнува од Лазарова сабота и цветници, кои се врзани празници. Тие се надоврзуваат еден на друг, па дури се пее еден тропар на двата празника. Овие два празника всушност се влез во Страстната седмица.
Таа е издвоена, не се смета и не се третира за дел од постот, иако во текот на оваа седмица се пости. Постот е поврзан со 40-дневниот пост на Христос во пустината. Овој број го има и во други конотации, зашто се појавува во многу работи. За верниците, периодот пред празникот представува патување исполнето со покаяние, прошка, измирување, молитва, пост и учење. Дали побаравте прошка од тие кои ви сгрешили и им сгрешивте? Имајќи факт човечки да се сгреши, уште по-човечки се бара покајување и прошка. Прошка ќе му барам и на Дине, што му сменив името, го прекрстив, но нема да замири Дине. Почитувани 3.1.3.1.3.2, ве очекувам да се јавете. Ве очекувам сите збрани, да упатите порака до сите нас, сите вас, имајќи фактот дека гласот на народот е Божи глас. Глас кој треба да не обедини, да не спои, да не смири и да даде љубов, среќа, радост, бидејќи немаме ништо посебно, сите сме исти заеднички во делот на остварување на нашата мисија, а таа мисија, бидејќи дојдовме на овој свет. Патници сме низ времето, оставаме траги, оставаме дела, с краја да е и некој злодела, но никош не е доцна да се покаеме и да се вратиме на вистинскиот пат. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Дали Христовото воскресение ќе донесе спасение на Македонија? Велиме спасение бидејќи кога сме сите збрани, сите сме сложни, неизбежен е спасот. Неизбежна е љубовта, поврзаноста и победата на сите, да речам, сопки кои некој не ги прави свесно овие изминати години. Некој сака да вистина да не скараме меѓу самите нас, браќа, сестри, да биде и натаму е црвот кој сака да го растори убавото јаболко, јаболко на животот. Но еве се гледа тоа што е факт. Преку 40 дена македонецот е збран, зближен, еднодушен, е поврзан во едно тело, во едно јадро, во една љубов, во една енергија, во една сила, во еден факел, во една светлина. А тоа е Македонија да обстане. Јас ќе ве замолам. И покрај големите заканувања, предупредувања, плашења, немојте да одите во храмовите, тоа е само уште еден повод на нечистивиот, на рогатиот, кој сака да не оддалечи од Бога. Бог ја одбрал ова држава, овој народ, ова земја, реков, ја запишал со своите раце, длабоко во книгата на животот, во светата книга 32 пати. Затоа сите збрани, сложни, единствени, да ги посетиме храмовите. Богот ќе уништи сатаната. Значи нема шанси да се закануваат од која да е страна. Секојаш Бог ќе милува и спасува Македонија. Дозволете ми само да се подсетам повеќе да пати милувам да ги спомнам тие убави зборови на архиепископот и мој драг брату Христа, кој секој паметам, господин Михаил. То не значи дека не ги поздравам и оците наши, како што рековате спартени, владиците наши, поглаварот наш. Дека тој што ќе се обиде, дедо Михаил велеше, Слободане, кажи го ова, додека си жив, пренеси го и секому, ова моја порака. Кој ќе се обиде да уништи Македонија, самиот ќе се уништи. Кој ќе се обиде да ја запали, ќе изгори во собствениот оган. Затоа мој, да бидеме сложни да го наградиме тој оган кој ќе ја спаси Македонија, оган кој ќе ја заштити Македонија, оган кој ќе ја загрее, ќе ја стопли и покрај големите заладувања. Се тоа бидејќи Македонија е тоа што
не може некој да има, освен македонскиот народ кој го носи името на Македонија. Го збори македонскиот јазик, ја има својата црква македонска, православна. Света апостолска црква која еве слушнавте, го одбележува својот 50-ти роден ден на своето возобновување. Ве очекувам и натаму на 3.1.3.1.3.3.2 да се јавите да бидете дел од народот, дел од гласот на народот или Божи глас. Прекрасни звуци, прекрасен глас, ангелски глас. Зошто е важна последната седмица пред Великден? Затоа што таа е подготовка за дочекување на главниот празник на Великден. Последната седмица пред Великден е специфична и е страдална седмица и затоа се нарекува страстна или страдална седмица. Таа е засебна поради фактот што тогаш се интензивираат службите во православните цркви. Тогаш се служат служби во кои се чита целото Евангелие. Во четвртокот имавме можност да ги слушнеме 12 Евангелија за страдањата на Христови и се поминува сето она што во тоа време го поминал Христос во Ерусалим. Велики петок има огромно значење во пресред на прославата на Великден. Поточно вчера го одбележаме тој настан. Точно така. Велики петок не може да се третира како издвоен настан, зашто е дел од страстната седмица и од целокупното учење. И уште од Стариот Завет за Христос е прорекувано неговото раѓање, влегувањето во Ерусалим, седнат на магаренце, а не на коњ, како триумфален крал или цар. Влегува како обичен човек, но го дочекуваат како спасител. На Велики петок се покажува другата страна на учењето, поради која евреите не го прифаќаат Христос како Месија. Тој во Ерусалим доаѓа како смирен човек да пострада за луѓето, а не како ослободител, да речам, од телесно робство, зашто во тоа време таму владееле римјаните. Конечно, Велики петок е ден кога пред крстот се Христос останале само апостол Јован. Богородица и уште неколку жени. Тоа го сториле мотивирани од љубовта кон Христос, отколку од разбирањето за какво царство станува збор. Иако за тоа тој постојано зборувал. Петокот е вриеш, јадро на случувањата кои треба да кулминират со доаѓањето на Великден. Велики петок е ден кога се исполнува се што е следува оплакувањето и периодот на тридневен молк. На овој ден се прави служба на оплакувањето која е најспецифична, зашто е исто така како што правеле Богородица и апостолите во тоа време на неговиот гроб. Од моментот на оплакување следува период на исчекување на воскресението. Што следува во сабота? Се служи литургија која е специфична по тоа што се читаат паримии, односно делови од Стариот Завет, места каде се зборува за пророштвата за Христос. Со означување на Христовото воскресение значајно е да се напомене дека оние кои постеле треба да се причестат. Зошто? Празниците во православната црква се празнуваат на специфичен начин. Се препорачува активно учење на оние кои празнуваат во самите настани. Тоа е надоврзување, продолбочување и проширување на еврејската традиција. Но во основа станува збор за фактот дека ние не сме само спектатори, гледачи на настаните, туку важно е и учеството во службите. Затоа е важна подготовката за личен подвиг во постот и во молитвите. Не е доволно човек само да е гледач и да слушне и да види и да го нахрани умот дека тоа така се случувало, туку тоа треба психофизички и духовно да го почувствува на некаков начин. Целта на Христовото доаѓање на земјата е да може човека да го воздигне на небото. Местото или настанот каде тоа се случува е причестувањето или влегувањето во реална мистична заедница со Бога. Причестувањето најсоодветно
е да се прави набдението вечерно, откако ќе се објави дека е полноќ, 12 часот, и откако ќе се заврти 3 пати околу црквата. Луѓето тогаш влегуваат во црквата и почнува великденската богослужба, литургија која трае околу час и половина. Некои луѓе кои не можат да издржат се причествуваат во саботите на литургијата, а некои на утринската литургија. Црвеното јајце е символ на празнувањето на Великден. Дали бојадушувањето јајца во друга боја е соодветен начин? Оставам можност да се јавете на телефонот и да одговорите на опрашање, да ги споделуваме нашите искуства, нашите мислења, нашите знаења. Оти ќе речам, овој празник на сите празници, ова е вистината за нашата вера. Ова е силата на нашата вера. Видовте, неверните, дури ги подмитуваа стражарите по воскресувањето на Исуса Христа, Господа Исуса Христа, дека ќе им дадат пари да излажат, дека некој го украле, за да не поверуваат во нешто што е вистина, што е сршта на нашата православна христијанска вера, која го зближува, го сака светот, го љуби светот, го љуби човека, му дава сила, љубов, слобода, надеж. Надежта сте вие, драги мои. Надежта и убавата песна што следува и која ќе не поврзе и ќе не сплоти. Ве очекувам и натаму. 313132. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Петнаесети април 2017 лето, господово. Нема да ми замерите. Една мајка имаме сите. Овој микрофон ќе го искористам да ја го честитам роденденот на мојата мајка. Мојата мајка е Ѓургицка, која наистина еве, слава му на Бога и наистина што ми го даде животот заедно со мојот татко, кој исто така беше голем верник. И секојаш не учеше и се трудеше да не воведе во духовниот живот. Нема ништо подобро од духовниот живот. Од таа сила која добиваме сите ние кои одиме на литургиите и кога навистина воспоставаме на вертикала со енергијата, со космосот, со Создателот. Уште еднаш ти благодарам, мајко, и ти го честитам роденденот. Треба да го имаме на линија Владимир. Добар ден, Владимир, за многу години. Дали се слушаме? Да? Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, малце погласно. Дини, ако може контролата, ве молам. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Овдека Владимир Будимовски од Париз, Република Франција. Повелете, Владимире, како е во Франција? Како е одбележувањето на христијанскиот празник, бидејќи со католиците заедно го прославуваме овој празник над празниците Христовото воскресение? Великден. Така, нормално, како што рекотте предходно, сме во голема подготовка на вечерашниот голем христијански празник. Ало, дали ме слушате? Да, ве слушаме, говорете. Говорете во програма. Ало. Се надам дека ќе го добиеме повторно Владимир, се јави. Рекол ми дека ве не гледате, не слушате на сите 5 континенти, почитувани радио Слободна Македонија. Самото име кажува дека е Слободна Македонија, не може никош да биде окупирана, скрајве. И покрај тоа што се обидуваат како да не избришат, Македонија не е напишана со молив, драги мои македонци, драги наши пријатели каде да сте. Македонија е напишана со таков ракопис, кој не се брише со гума. Македонија е исклесана, со најсилните пера, со најсилните раце. Затоа, no way, нема шанса, не иде во предвид некој да се обиди, да го модифицира тоа што е свето, што е исконско, што е автохтоно, што е македонско, со еден збор. Македонија е мајка.
Македонија е таа која не спојува, Македонија е таа која не обединува, Македонија е таа која не храни преку нејзината православна црква, која не зближува, не обединува, не интегрира, не бодри да бидеме тоа што сме. Пред се, прво сме македонци, а потоа сме луѓе. Јас секогаш љубам да го кажам, драги мои. Радувам и сега ќе речам, горд сум што сум македонец, а потоа човек. Рековме, црвеното јајце е символ на празнувањето на Великден, дали бојадисувањето јајца во други бои е со соодветен начин. Црвеното јајце на Великден е основен и вообичаен символ кој може да се толкува на разни начини. Се разбира дека е соодветно да се бојадисуваат јајца во разни бои, на што особено се радуваат и децата. Боењето и украсувањето на јајцата е одраз на личната креативност, внимание и љубов. На Великден се поздравуваме со поздравот Христос воскресе, а возвраќаме со поздравот на вистина воскресе. Да, и овие поздрави се протегаат се до Спасовден, и тоа е период на славење. Првата седмица по Великден до томината недела се нарекува Светла седмица. Специфична е по тоа што според празнувањата е најсветиот период во годината. Особено е изразена радоста заради воскресувањето на Христа. Тогаш и службите во црквите се специфични, најчесто се пее тропарот на воскресувањето Христово. Инаку тропар е кратка песничка која го сумира значењето на празникот и постои тропар за секој ден и за секој празник. Да, како што рековме, веќе го имаме повторно Владимир од Париз. Владимир, се надам дека врската е добра. Повели, Владимире. Ало, добар ден. Добар ден, повторно повели. Се извинувам, Златко Николовски на телефон. Повели, Златко. Златко од Швајцарија. Повели, Златко. Така да, еве се јавувам јас да ги поздравам сите православни верници кои што еве денеска и утре го чествуваат овој голем наш православен празник. Сакам да ги поздравам сите македонци во Македонија и во иселеништвото, да им посакам пријатен празник и се најубаво да биде, само да биде со гостување. Амин. Амин. Дај Боже, само да биде мир, слога, спокој, обединување. Амин. Така да. Како се подготвувате за одбележување на празникот над празниците Великден? Ова е еден од меѓу најголемите празници. Значи сите чекаме со нетрпение да отидеме во црква, да си запалиме свеќа за здравје, за да се видиме со сите наши браќа и сестри и да го проследиме празникот кој што од векови се празнува и така настојуваме да го продолжиме тоа наше битие, така. Златко, голем поздрав до тебе и до твоето семејство. За многу години нека е Великден. За многу години нека е празникот на празниците Христовото воскресение. И ве очекувам и наскоро во наредните емисии. Беше задоволство што се евте на ново издание. Пријатно. Благодарам многу, тоа беше Златко од Швајцарија. Го имаме Владимир од Париз, Франција. Почитувани, рекоме дека не слушате, не гледате преку YouTube каналот на Радио Слободна Македонија. Драги мои, сакам нешто да ви спомнам дека манастирот Свети Јован Бигорски, како и сите манастири ширум Македонија, е сведоштво дека црквата, манастирите се светилишта кои израчат светлина, љубов, енергија. Од Швајцарија повторно имаме јавување, да вклучиме. Дине, ајде, одиме со нареден слушател. Ало? Добар ден. Ало, дали се слушаме? Да, јас се слушам одлично, не знам вие дали ме слушате. Да? Ало? Јас сум Слободан Стефановски. Се јавувам од мојот именјак, повелите, Слободан. Иначе потоа што сум Повелете? од француските подрачја на Швајцарија, Така? председател тука сум на црковната општина. Па искрено можам да кажам дека ние се трудиме традицијата да му ја пренесиме на нашите деца и тука, иако во диаспората, со цело срце си ја негуваме и си ја сакаме
и државата, и верата, и традицијата. Така. Слободане, како е поведението на, че речеме, од младите па до возрастните во духовниот, во црковниот живот? Бидејќи, да бидам искрен, не сум достоен да судам, но некојаш малце ќе се налутам традиционалните верници. Како малце да ги замолиме да бидат верници во вистинска смисла на зборот, да ги посетуваат литургиите, да живеат литургиски живот, да го слушаат Божјето Слово. За жал, не знам дали од Снештини тука имам некоја снимка. Верниците не можеше да бидат подостојни од младо до старо, значи мали деца и мали деца, мир во црквата невиден беше. Слава на Бога. Тоа е се до совеста и на родителите. Значи како детето ќе го советуваш од дома, така ќе биде во црква, така ќе биде и надвори. Така. Слободане, ти благодарам многу што се јави. Многу поздрав до нашите браќа христијани, македонци и сите кои веруваат во Бога, православни христијани и од католичката вероисповед. Надевам дека за убо ќе се слушаме. Амин. За многодини поздрав до сите наши македонци, нашите пријатели. Тоа беше мојот именјак Слободан, председател на црковната општина во Швајцарија. Еве, дојдовме до крајот на емисијата, почитувани. Голем поздрав до сите вас кои не слушавте, не следевте и не гледавте на YouTube каналот. Во пресрет на утрешниот најголем христијански празник Великден, во името на Радио Слободна Македонија, во името на мојот соработник Дине и мојата екипа, Андоновиќ, Никола, Андоновиќ е мојот уредник, Никола, исто колега кој е во Дескот. Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина воскресе! Христос воскресе! Истина воскресе! Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија.